Имам прашање за председателот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев. Бидејќи во јавните настапи изминативе 3 години, премиерот не пропушта прилика да каже дека се бори против корупцијата, против рекетирање, против перење на пари, организиран криминал, слобода на граѓаните и слобода на медиумите. Сметам дека е соодветно да поставам едно пратеничко прашање кое што во изминативе 2-3 месеци е веќе распространето во македонската јавност. И во медиумската, но исто така и во јавноста која што се занимава со стопанство, со политика и со медиуми. Во македонската јавност во последно време, користејќи псевдоними, се зборува за извесен собственик на телевизија со псевдоним Коки, кој што се занимавал со рекетирање, корупција и перење на пари. Не разговарал за сума помала од 200.000 евра. Бидејќи за ова збори целиот главен град, но и пошироко од главниот град, и бидејќи ова многу добро го знаат и дел од вашите партијски функционери, со кои што сме разговарале неформално во собранието, сакам да поставам прашање до премиерот Зоран Заев, дали, можеби, допрел до него глас дека постои таков собственик на медиум со псевдоним Коки, кој што има телевизија, се занимава со рекетирање, со изнуда на пари, корупција и перење на пари. И дали сте запознаени дека таквиот собственик на медиум изнудил и пари од еден поранешен градоначалник на Скопска општина во износ од 200.000 евра и изнудил и рекламирање на сопствениот медиум од истиот човек, кој што истовремено бил и стопанственик. Ќе бидам многу благодарен доколку ми одговорите. Благодарам. Скопје збори и внатрешноста за одредени работи, тоа е така присутно и одговорот е да допрел и не застанав до тука, прашав, проверив, преку институциите кои што се пред владата, рекоа дека се води истрага. Истрагата ќе ги каже резултатите нормално, не сакам никого да обвинувам дали е тоа основано, дали не, но допрел глас и драго ми е што се води истрага на основа на допрен глас или на основа на пријава некоја конкретна, дај Боже да има докази за оваа работа, да се расветли, заради тоа што и кај мене, претпоставувам и кај вас, е горко чувството, ако знаете дека има таква работа, а не сум слушнал за поранешен градоначалник, стојам на располагање ако можем да помогнам, да расветлам, да упатам институции, без разлика дали е сегашен, поранешен или било кој, градоначалник, го рековте дека и бизнисмен, стопанственик, секако тоа уште поголема причина да дадам прилог во борбата против корупција, рекетарство, криминал или било какво незаконско работење.